Петнаесеттата книга на познатиот струмички фолклорист Иван Котев го истражува неговото родно село Робово. Со еден документаристички, но и фолклорен пристап, Котев патува низ најмалку 7 века од историјата, традицијата и културата на Робово. Се задржува на важни настани, обичаи, но и друго нематеријално културно наследство што изминатите 7 децении ги собирал од роднините, соседите и мештаните. Па книгата е правена во една така наречена, да речеме, комбинирана метода, теренски истражувања, интервјуи, архивски истражувања и сето тоа сублимирано, отделно што е добро, што е лошо, што е вердостојно, што не е. И така се почна се раѓа историјата на Робово. Јас сум горд на моето село, после ќе ви кажем и зошто, бидејќи тоа било село со дух. Имало луѓе многу кои што биле пред времето. Така да, кога имало визаджи, на мајка ми на 40 дена ги снимав најголемите материјали за училиште во Робово. Тие луѓе што седеа на маста со мене беа се возрастни, некои дури се сеќаваа на некои моменти од животот на селото, од работата на училиштето, за учителите, така да може да кажеме, користев секоја можност да забележам нешто во мојот магнитофон. Тогаш немаше кастофон, немаше мобилни телефони, магнитофон да го носев со мене и ден денес ги чувам тие разговори, може да се слушна и на сите гласно да си го слушнам. И тие ми беа најдрагоцен материјал во градењето на, да речем, тоа беа кишмата на историјата на Робово. Книгата има и символичен наслов «Наведе се сонце да зајде», што според авторот е не само силна метафора, туку и символика на неговата возраст. Сметал дека во оваа возраст има долг кон родното место да ја остави оваа книга документ. Прво, тоа е еден стих од на песна што ме пееше мајка ми, првиот стих, наведе се сонце да зајде, јово ле јово. И кога решив да ја правам книгата, право ми падна овој стих и мојот живот, да речем, мојата возраст, и викам ќе ја крстам така, бидејќи шо изгреало и еден ден ќе зајде. Па во тој поглед да кажам дека сите обичаи што ги славе православниот свет во Робово се слават, дали во помала или во помала мера. Дали се уникатни со други, дали се слични или се различни. Значи, Робово си има автохтонни обичаи, кои што ги негува дури и ден денеска, и сега ние немаме време за сите кој ќе ја чита книгата, ќе прочита. Пушнувајќи да речеме од првиот поголем празник Божик, преку Велиден, Ѓурѓовден и така натаму, се до зимските празници, Свети Никола, Водици, Свети Јован и така натаму, Сурва, се тоа туку опишано во кратки црти. Иван Котев минатата година одбележа половина век собирачка дејност, за што Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје организираше и научен симпозиум.